ukradeno so žal. Naša mladost lice ti meni, i srećem beš rosen od Varda, so svojte gradi i bulevari, tirašte so nas luža. Praznik jevo naši od grad. Deno 13. ноември што дојде понесен на плеќите од генерациите, je вткаен во тоа празнување, во неговите широчини и видици, во сето негово постоење и живеење. И честит нека е тој ден, што е наш водич и наше знаме, наша радост и наша убавина, наша крв и наши умирања, наш незапирлив од. Мал број градови на Балканот имаа толку разбранувано и богато минато како Скопје. Минато достојно за почит. И градовите кои луѓето се разликуваат помеѓу себе. Има градови кои се тажни, кои се полни со гајдина, кои се полни со преживување. Има други градови кои се весели, безгрижни и монотони. Еден од првата врста градови е Скопје. Главниот град на Социјалистичка република Македонија, град кој е создаден преди нашата ера со античкото име Скопје. Поради важното географско стратешко положение што го завзема на овој важен простор на Балканот, Скопје или античкото име Скупи што го носи, бил мета на удери на непријателот. Било тие да доаѓале од север, било од југ. Затоа и Скопје има една тажна и борбена историја. Историчарите кажуваат дека Скопје бил главен град на Дарданија, местото кај што живеле старото елинско племе дарданци. По завземањето на Дарданија од страна на римјаните, римските императори го прават Скопје еден од важните административни и војни центри. Кој еден од важните центри Скопје се развива како крупен трговачки, административни, културен, црквен центар. Меѓутоа, во 518 година го задесе катастрофален земјотрес, за кој Марцулиос ни збори дека во тој земјотрес не само Скупи, туку и 24 кастели од Дарданија, заедно со градовите Стоби, Хераклеја и Линхида, се наваѓаат рушевини. Истиот хроничар раскажува дека земјотресот било таков карактер да со месеци траел. И луѓето на Балканот не знаеле кај да бегат. Сметале дека ќе настане една катаклизма голема. Со доаѓањето на словените на овие простори во почетокот на 7 век на нашата ера, малку знаеме што става со Скопје. Меѓутоа, веќе ми е за време на Македонското царство на Самуила, имаме подаци дека тоа е една од важните тврдини на Самуила. Тука на десниот брег на Вардар, негде у близината кај што се влива Лепена, се одигрува и чуената битка меѓу византиските војски кои ги води Василий II и Самуил. Тука македонските војски претрпуваат пораз. Сличен кој што претрпеле при реката Сперхеа во 997 година. По пропаста на Самуилото царство, поради важноста на самиот град заради неговото војно-стратешко положение, Василий II, претварајќи Македонија во катепанат, Скопје става главен град. Така Скопје живи како еден од центрите
во Византија се до проширувањето на српската држава за време на Милутин, кој у 13 век го завзима градот, а неговиот син Душан, познат историјата како цар, го прави престолен град. Со нахлувањето на османците на Балканот, османците го завзима Скопје во 1392 година. Интересантно е да се подлече дека османските владари, односно султани, довеат у Скопје да командујат со операциите за дально завзимање на териториите на Балканскиот полуостров. Историски е факт дека османските султани се до завзимањето на Цариград во 1453 година Скопје го претварат у престолен град. Со други зборови кажано, Скопје полни 60 години става центар на Османската империја. Скопје у тоа време не преживува некој упадок. Напротив, доживува еден расцут. Се развива трговијата. Става еден многу важен административен центар. Меѓутоа, у тој расцут Скопје доживува две големи катастрофи. 1535 година доживува понова еден катастрофален земјотрес, кој го разурнува скоро до темел. А покасно, кон крајот на 17 век, австријскиот генерал Пиколомини го запалува Скопје токму моментот кога и австријските војски кои продават на Балканот треба да остапуват назад. У времето кој ние го познаваме како кога македонскиот народ под водството на селскиот крај Карпус се дигнал на востание и го заузел Скопје и просторите у правецот на Куманово, Кратово и Крива река. За одбележување да сите хроничари од тоа време, од Девлија Челеби, Хаджи Калфа, па до извештаите што и дава генералот Пиколомини, заедно со неговиот офицер Кантарини, сите зборат дека Скопје е голем град. Град за кој збори Пиколомини да не е ништо помало од Прага и да брои негде околу 60.000 жители. Кога се решил Пиколомини да го пали градот, у извештајот на Леополд му вика да му е многу жал да го подложи на огин еден оваков убав град кој обилува со убавини, од убави големи зданија, великолепни џамии, изградени све од мрамор, со минарета кои се ноќе осветлени со хилјадици светилки, на кои, кој што вели самиот Пиколомини, можат луѓето да му завидат дури во Рим кој се. Денес, на овој ден и ова празнување, градот наш инспирира и повикува на нови акции и напори на нови чекорења по патиштата на нашата определеност. На изградбата на објектите на пат сме да веќе почнеме да ги чувствуваме контурите на идниот град. Тие најлесно ќе може да се доживеат во централното градско подрачје, каде веќе е во фаза на изградба или во завршна фаза на проектирање прилично голем број објекти. Какви објекти и какви простори можеме да очекуваме во Скопје? Пред се, во поглед на објектите за становање и воопште територијата во кои граѓаните на Скопје ќе живеат, може да се очекува интензифицирање на приградските населби као проблем кој стои веќе од денот кога тие се оформени. Во ужето градско подрачје можеме да очекуваме прилично голем број на големи стамбени објекти,
А во централното градско подрачје еден солиден број на јавни објекти чии концепции, чии проекти, како реков, веќе се во фаза на разработка, а базират на веќе познатите акции во изработката на Генералниот урбанистички план на Скопје. Денес во Скопје животот во главном го чувствуваме најинтензивно во потезот на улицата Маршал Тито, плошадот Маршал Тито, Старата чаршија и Битпазар. Во блиска перспектива можеме да очекуваме да тој се повеќе и повеќе ќе се шири према исток кон новата железничка станица, за која веќе се превземени чекори да се изработат проекти. Просторите околу денешниот мост на револуцијата, околу денешниот бетонски мост и околу стариот мост ќе бидат едни од најинтересантните простори со оглед на содржините кои можеме да очекуваме дека во блиска перспектива и ќе ги видиме. Тоа се просторите на групата на театрите, просторот и плоштадот, ние го рековме плоштад на Републиката околу Народното собрание, од левата страна на Вардар, од десната страна една група големи трговини, административни објекти, деловни објекти и така натаму. Во врло блиска еднина можеме да очекуваме и оформување на просторот помеѓу зградата на Народното собрание, градската болница и стамбените солитери покрај Вардар. Тука, како е веќе познато, предвидена е изградба на еден парк и изградба на еден трговачки центар. Во просторот на планираната железничка станица сметам дека во иднина Скопје ќе има еден од најатрактивните делови на градот и на централното градско подрачје. Тоа е така наречената нова осовина, која железничката станица по пат на пешачки платформи во различити нивои од кои се движи моторниот саобраќај, ќе го поврзува денешното јадро на центарот со новиот сообраќајен јазел, кој во себе ќе ги концентрира и патничкиот и автомобилскиот, како меѓуградски, така и градски сообраќај. Просторот на улицата Маршал Тито, кој денес ни е најблизок и најчесто го посетуваме, во перспектива ќе му биде наменет исклучиво на пешаците. Трговините кои денес ги има, веројатно по број ќе бидат многу повеќе, а по простор по интересантно обработени и, како реков, еден простор во кој исклучиво пешаците ќе можат да го доживуваат својот град во одредените, посебно вечерните часови, како една од интересантните атракции на градот. На левата обала веќе е во градба известен број јавни институции, а нивниот број во брzo блиска иднина ќе се уголеми. Ќе бидат простори во кои ќе бидат сместени некои институции од научен и друштвен карактер, а во просторот помеѓу Сад, Кула и Гази Баба определена територија за Универзитетот на Скопје. После неколку дена ќе можеме да видиме како заправо тој простор, кога ќе биде изграден, ќе изгледа. Предстои изградба и на известен број објекти долж улицата Борис Кидрич, а незината реконструкција е прашање на ден кога ќе започне. Кале, просторот кој во сите концепции има доминантно место, ќе биде еден од местата каде треба да биде најрадо посетуван од граѓаните на Скопје со оглед на содржините и самата конфигурација на теренот. Тој најме доминира над овај дел на градот и очекуваме дека и тој ќе биде едно место каде би сакале врло често да се навоѓаме. Што по однос на перспективите на градот во целина? Геополитичкиот положај на Скопје, интензивниот друштвен развиток на нашата земја, во секој случај ќе бидат едни од факторите кои ќе допринесат да Скопје во перспектива може слободно да рачуна на еден интензивен развиток кој ќе се протега долж целата Скопска котлина, а време е веќе да се размислува и на створување на урбанизација помеѓу градовите во околината на Скопје. Тоа се Велес, Куманово и Тетово. Скопје као град, уосталом као и сите други градови, представува заправо еден организам во стално движење. Можеме да рачунаме дека таквото движење ќе оди во правец на
kompletna urbanizacija na prostorot во подрачјето кое го спомнав, тоа е посебно Скопската котлина и околните градови. Во тоа треба да бидеме уверени дека перспективата на Скопје е светла, а потребно е само малку интензивно работење на неговата реализација. I čestit neka je toј ден, 13. ноември, што е наш водич, наше знаме, наша радост и убавина, наш незапирлив од. Добра ноќ, сонувај, задни насмевки